Добар ден, почитувани советници. Согласно член 43 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 05 17 08 8 19 14 20 19 25 21 свикувам седница на Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Битола на 19.8.2026 година со предлог следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Битола. И точка 2. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на пречистен текст на статутот на ЈПП Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред, ве молам да гласаме. Со 3 гласа за е усвоен дневниот ред и отвараме расправата. Точка 1. Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Битола. Молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Пред вас го имате предлогот материјал доставен од градоначалникот за одлука за организација, делокруг и начин на извршување на задачи на општинската администрација на Општина Битола. Согласно член 57 став 4 од Закон за локална самоуправа, градоначалникот доставува предлог до Советот, кој по разгледувањето има право да утврди ваквата организацијска поставеност на општинската администрација. Досегашниот акт за организација и систематизација е донесен во 2015 година, односно повеќе од 11 години. Во меѓувреме донесе се два нови закони кои ја опфаќаат оваа материја, и тоа Закон за административни службеници и Закон за вработени во јавен сектор. Тие се влезени во сила, но почнуваат со примат 1 јануар 2027 година. До тогаш постои обврска постојните акти за организација и систематизација во целост да се усогласат најкасно до 31.12.2026 година, од што произлегува потребата од донесување на ваква одлука. Исто така со донесувањето на Закон за систем за внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор во декември 2024 година од членот 10 став 4 произлезе потреба одделението за јавни набавки да биде одвоено од секторот за финансиски прашања, а претходно така беше потребно да со уредбата дека одделението за јавни набавки припаѓа во секторот за финансиски прашања, значи од 25-та година ово одделение треба да се тргни од надлежност и ингеренциите што се од секторот за финансиски прашања и мора да се постави во редот на друг сектор. Иначе, досегашниот акт содржи 6 сектори со 19 одделенија и одделението за човечки ресурси и територијална противпожарна организација, територијална противпожарна единица. Ваквата поставеност значи преголема концентрација на надлежност во еден сектор, а со самото тоа во истите одделенија. Како пример ќе земам два сектори, тоа сектор за спроведување на урбанистичко планирање, урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на живот, наследение, комунални дејности и уредување на градежно земјиште, и сектор за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија. Ваквите гломазни сектори доведуваат до потешкоти и поголема акумулација на надлежност и во трошењето на финансиски средства се е концентрирано во еден човек, односно во раководителот на сектор, што секако представува дополнителен терет и поголема обврска која реално тешко дека може така квалитетно да се реализира. Од страна на градоначалникот формирана е работна група која изврши функционална анализа, ги достави значи документите, образците до вработените, истите одговорија по прашалниците беа, мислам, дискретни, немаше потреба да се пишува име презиме, значи одговорија по прашалниците кои беа повеќе. Исто така извршено беше интервју со еден дел од вработените, како од раководните државни службеници и од другите, пошто се детектира проблемите, се детектира каде се јавува најчесто недополнесто, повторување
на надлежноста или едноставно да нема вработен за точно за таа надлежност, точно да не е кажано. Работната група достави до градоначалникот извештај за функционална анализа во кој предлага како подобрување ова што имате денес одлуката, која содржи 10 сектори, во својот состав има 27 оделенија, оделение за управување со човечки ресурси и територијална противпожарна единица. Во моментот во општината се вработени заедно со градоначалникот 175 вработени, од кои 32 се припадници на територијалната противпожарна единица. Понатаму овој акт продолжува се доставува на согласност до Министерството за јавна администрација, која издава согласност на истиот. Ако имате нешто да прашате, јас имав толку. Ви благодарам. Дали имаме прашања во однос на оваа точка? Во тој случај продолжуваме со втората точка, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на пречистен текст на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Го молам директорот да се произнесе. Почитувам председателе, поздрав до советниците и до гостите. Пред нас е точка за усвојување на пречистен текст на статутот на ЈПП ЈЛП и е логичен след на настаните од претходната седница, кога ги усвоивме барањето за проширување на дејност. Ова е само технички дел, да го усвоиме пречистениот текст без никакви други измени, за да можеме после да постапиме со останатите активности кои ни предстојат. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали имаме прашања во однос на оваа точка? Верејќи немаме, констатирам дека може да преминеме на гласање. Ве повикувам да гласаме во однос на првата точка, одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Битола. Констатирам дека со 3 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на втората точка, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на пречистен текст на статутот на ЈПП ЈЛП Битола. Ве замолувам да гласаме. Констатирам дека со 3 гласа за е усвоена и оваа точка. Со тоа е исцрпен дневниот ред и ја затварам оваа седница. Ви благодарам на сите.